На самиот почеток од вториот дел на нашето предавање под наслов Природата на жигот би сакал да се подсетиме на една важна вистина од минатата сабота. Прашањето е, што представува жигот на зверот? Дали жигот на зверот има материјална природа, конкретно? И дали има материјална природа? Дали жигот на зверот е некоја материја што треба да ја примиме? Не. Жигот на зверот, дали е нешто што, кога би било материја, значи, тогаш непријателот и неговите слуги би се труделе дори и со сила да го внесат во нашето тело. Ако е само тоа, да примеш некоја материја. Пример, некоја материја со која што ќе те контролираат после тоа, или со која што ќе те направат зомби и така натаму. Па ќе те контролираат од далечина. Арно, ама, ѓаволот знае дека тоа не е жигот. Дека тоа не е тоа. Што е најважно, ѓаволот знае дека Господ нема да дозволи такво наследство врз своите деца. Ако тоа не е тоа, тогаш зашто се бори ѓаволот? Што кажавме? За нашата согласност, точно. Тој сака ние доброволно да го примиме она што тој го наметнува. Тоа е природата на секој греф, не само на жигот. Природата на секој греф е нашата согласност. Значи, како првите христијани, кои ги терале да принесат темјан на паганските олтари, но тоа терање или тоа принудување не значило дека некој со сила ја влечал нивната рака да го направи тоа, туку им се заканувале со смрт, со разни други неповолни последици, но не можеле да ги натераат. Значи, закани, да, закани, уцени, подмитувања, а кај некого работи и подмитување, како кај светскиве министри. Но, ако не функционира тоа, закани, уцени, прогонство, ќотек, затвор, мачење и така натаму, но сепак не може и ѓаволот и сите негови демони да се соберат, и сите војски на овој свет не може да те натераат да направиш греф, ако не ја дадеш својата согласност. Тоа е многу битен принцип. И тоа што важи за секој греф, значи воопшто, дека никој не може да те принуди на греф, под било какви закани, без да ја дадеш твојата согласност, тоа важи и за специјалниот греф, наречен жигот на зверот. И тој е нешто што треба да се прими согласно. Рековме, вакцината не мора да биде жигот на зверот, според духот на пророштвото таа и не е. Меѓутоа, и за жигот на зверот, но и за вакцинава со која што генетски се модифицира човечкиот организам, се бара нашата согласност. Значи, на никого нема да му ја вбризгаат со сила или во затвор, или онесвестен и така натаму.
туку, како што гледаме, ја бараат нашата согласност. Деновиве излезе една нова информација, која што ја раскринкува или докажува пандемијата во целиот свет во текот на минатата 2020 година. Имено, како што можеме да видиме, ова се податоци од 2010 до 2020 година, значи цел 10 годишен период, официјални податоци од Центарот за контрола на болести на Соединетите Американски држави, за тоа каква била смртноста, бројот на починати лица во текот во секоја од тие години, како резултат на некоја болест која што била официјално прогласена за причина на нивната смрт. Значи, како што гледате, например, 2010 година 2.468.435, 2011-та, значи 2,5, нешто повеќе од 2,5 милиони, така некаде се движи до 2013-та, 14-та 2626.418, се зголемува бројот на 2700 и повеќе во следните 2 години. 2017-та уште поголема бројка 2.800.000, 13.503. 2018-та 2.839.205. 2019-та уште поголема бројка 2.855.000. Значи 2019-та на официјална бројка 2.855.000. Ова е само за Соединетите Американски држави. И според хистеричните медиуми пандемиската 2020 година за Соединетите Американски држави, за кое што се трубеше дека има најмногу жртви од COVID-19, бројката паѓа дури на под 2,5 милиони. До 14 ноември, но сега од 14 ноември до сега зарем имало многу. Например, уште 400.000. Добро, не знаеме, но суштината е што? Значи, ако беа вакви бројките за претходните 10 години, и сега да се рече дека има пандемија, страшно нешто, треба да има 10 милиони, а не 2 милиони и било колку горе-долу. Значи, она што го кажувавме есеноска, особено во рубриката Вклучи мозок, дека во целиот свет за првите 6 месеци 2020 имаше помалку жртви од претходната година, првите 6 месеци. Сега, целата година, до 14 ноември, во земјата која што беше прогласена со најмногу жртви од COVID-19, бројката, официјалната бројка на починати од болест, од заразни болести, е многу помала од претходната 2019 и редица претходни години во текот на минатата деценија. Тоа се Соединетите Американски држави. Видете каква статистика, официјална статистика покажува Шпанија. Се гледа? Значи некаде од 304.000 па надолу 314, овие се бројки кои се почнуваат дури од 87 година, многу поширок диапазон, многу поголем период. И да речеме во под 400.000, не се битни сега да ги читаме сите од секоја година,
Но еве тука се издвојува, например, 2012-та се издвојува со над 400.000, дури 2012-та со 403.943, тоа е 2012-та. Потоа следните 2 години повторно паѓа под 400.000. Од 2015-та до 2019-та имаме над 400.000 и страшната под наводници 2020 година бројката во Шпанија паѓа под 400.000. Имаше пандемија во светот минатата година? Не, имаше пландемија. Можно е, веројатно е, и јас верувам дека е така, дека творците на овој вирус, истите оние кои што ги произведуваат и наметнуваат вакцините за генетска модификација на човечкиот организам, навистина планирале и многу поголема смртност, но Господ им ги расипа плановите. Јас верувам дека тоа се случило, но ајде сега тие фрлеле и многу пари, се припремале и многу години, и за да не пропадне скроз цел проект, решија да тераат со медиумската хистерија, иако Господ им ги расипа плановите, иако бројките се смешни, иако статистиката е смешна, иако и повеќето мерки што се преземаат се глупави и смешни. Но тие решиле да тераат со сила, да тераат со диктатура, со подмитување, со корупција. И сега докаде ќе оди ова, ќе видиме. Но статистиката и официјалните бројки потврдуваат. Пандемијата е лажна. Уште еднаш ќе повторам, вирусот постои, тие го направиле вирусот. Будала е оној што го порекнува вирусот. Вирусот постои, но пандемијата е лажна. Тоа беше ставот што го заземавме уште од мај минатата година, кога повторно се отворија нашите богослуженија во црква. Исто така, нешто што споменавме и синоќа на богослужението, во неколку земји кои што беа затворени дури и оваа есен, не само пролета, слава Богу, ние не бевме. Официјалните сондажи на јавното мислење покажуваат дека во некои земји од 45-6, а во повеќето земји над 50%, најмногу во Русија некаде 62% од населението одбиваат да се вакцинираат. Значи, покрај сета медиумска хистерија, покрај сите кампањи, карантини, маски, казни и така натаму, светот не беше доволно заплашен, затоа што ефектот од самиот вирус изостана, Господ го спречи тоа, им ги расипа плановите. Народот не е доволно заплашен и повеќето население, дури се изненадив, дури и во Израел, повеќето население, над 50% одбиваат да се вакцинираат. И затоа сега им се закануваат. Ама ако не се вакцинираш, нема да можеш да патуваш, нема да се вратиш во така наречената нормала, кој ги светот бил нормален пред 2020 година. И така натаму, нема ресторани, излегувања, кафулиња, бла-бла-бла. Но, и замислите, дури прочитав дека само за младината во Русија се вели дека 70% од руската младина одбива да се вакцинира. Што представува кога е младина во прашање, значи, идните генерации, што разбира и сега се активни во својот живот, но да речеме идните водачи на земјата или на конкретни региони, сојузни држави, одбиваат да се вакцинираат. Тоа е голем шамар за новиот светски поредок, голем шамар за Третиот рајх.
и тоа истовремено е Божиот прст кој што представува голем отпор на плановите на непријателот, особено на овој план кој што 10 години го подготвува. Од 2010 година најдоцна, ако не и порано, со децении се разбира, шаблонот го подготвува и порано, но последниве 10 години практично работеа на реализацијата на овој план, на овој ковид заговор, и Господ им ги расипа плановите. Но Господ и дозволува да се случуваат сите овие работи, бидејќи повеќето луѓе во светот го сакаат гревот. И Господ сака да луѓето да се освестат, да се разбудат и да завземат страна. Не може како Генералната конференција, не може како многу други коркачи да се обидеме да завземеме неутрална страна во големиот конфликт. Нема неутрална страна. Или си за, или си коркач, или си против вакцините. Нема неутрална страна. Исто така нема неутрална страна и која ќе биде во прашање живот на зверот. Дали тоа нешто веднаш ќе следи после овие настани, или Господ скроз ќе ги расипе овие планови и овој проект и ќе даде уште барем 6-7 години милост за некој каков таков нормален живот. Всушност години да се подготвиме подобро за тоа што следи, затиши пред бура. Ќе видиме. Но не можеме сега да заземеме неутрална страна по ова прашање, ако по ова прашање покажуваме таков страв и таква резервираност, како да не го увредиме и светот, и зверот, а како да бидеме сепак да не го погазиме и Божиото Слово и неговата волја, не може тоа. Или си на Божја страна, или си против. Трето нема. Тогаш така ќе се однесуваме и кога ќе дојде последниот голем испит, жигот на зверот. И за него нема да има воздржани. Нема да има неутрална позиција. Сите што ќе живеат на земјата во времето на жигот се или запечатени со Божиот печат, или жигосани со жигот на зверот. Трета група на луѓе, трета класа во овој свет нема да постои. Значи, уште еднаш јасно ја нагласуваме природата на жигот. Природата на жигот е и природата на секој грев. Нешто за што е потребна нашата лична согласност, за да се прими или за да тој било кој грев се направи. Дрој ве слушавте исто така изминативе неколку седмици. Се зборува и за некој фластер кој што содржи дигитални микроскопски игли, изработени во форма на змијски зап, кој што може и самите да си го нанесете на себе, да си го купите наводно, самите да си го нанесете на себе и така да си се вакцинирате. И оно што најмногу се споменуваше е дека наводно таквата само вакцина со тие фластери, за да продре до клетките, користи еден исто така вештачки произведен ензим од страна на картеливе на фармацевската индустрија, на кој што ензим, значи производ на генетскиот инженеринг, таков ензим природно не постои. Не, од Господа не постои таков ензим. И на тој ензим, што си го произвеле и што го наводно си го патентирале, под бројка на патент кој што содржи 3 шески, ензимот добил назив, официјално го нарекле, како? Прочитавте? Луцифераза. Луцифераза. Така наводно го нарекле ензимот.
Дали се сеќавате на зборовите на Елена Вајд, која што вели, кога ќе дојде, жигот на зверот ќе се покаже, ќе се види што е. Сеќавате на тој цитат? Ај ќе се подсетиме на него во последните настани, следната сабота, ако даде Господ живот и здравје. Тоа нека биде трет дел на оваа тема. Нешто друго што би сакал да нагласиме во врска со природата на жигот. Значи, до сега нагласивме дека е нешто што, како и секој грев, ја бара нашата согласност. Без нашата согласност, значи без ние да завземеме став, тоа не може да се случи, дури ни под било какви притисоци, закани, искушенија и така натаму. Потребна е нашата согласност. И вториот принцип, кога е во прашање жигот, дури кога е во прашање и ова, што се уште не се гледа дека е жиг, значи вакцините, но се страшен грев, последниот грев, генетска модификација на човечкиот организам, и затоа треба да се избегнат категорично и да им се спротивставиме категорично. Е дека нема, кога е во прашање жигот, нема неутрален став. Значи нема да биде можно. Жигот ќе биде од таква природа, што нема да биде можно да се завземе воздржан став во однос на него. Нема да биде можно. Пример, сосема е на место, не е еден, двајца, повеќето верници да речат, не сакам да учествувам во дебатата околу тројството. Значи, околу догматиката за Божјата природа, или неговото битие, или неговите лица, бидејќи не се сметам за компетентен по тоа прашање, значи, не завземам став по тоа прашање. Не се сметам за компетентен. Значи, може човек да завземе таква воздржана трета позиција, бидејќи, ете, не се чувствувам компетентен да дискутирам на таа тема. Треба јас самиот да проучувам, јас самиот да се утврдам повеќе, не се чувствувам компетентен да дебатирам на таа тема. Има еден куп други прашања околу кои човек може да завземе воздржан став. Пример, некој може да завземе воздржан став, не јадам месо, но не ги осудувам ни тие што јадат и така натаму, или пример за разлика од некои браќа и сестри кои што ги осудија сите што јадат и формира нови верски заедници, нови деноминации. Но не беше тоа единствената причина за формирање на тие нови деноминации во историјата на адвентизмот. Ако почнеме да ги редиме, ќе се сетиме на еден куп прашања околу кој човек може да завземе воздржан став. Некоја неутрална позиција, иако таквите неутрални позиции по природа не може долго време да трајат. Се може бесконечно да се биде неутрален по некој прашање. Бидејќи времето минува, човек се утврдува, проучува, стекнува искуство и тогаш ќе завземе некоја страна по тоа прашање, по било кое прашање. Значи, неутралните позиции не трајат многу долго, но за некое време човек може да завземе неутрална позиција по некое прашање. По прашање на вакцината не може да се завземе неутрална позиција. Светот те тера да ја примиш и сега или си за, значи ќе попуштам и ќе ја примам, или сум против. Постои ли неутрална позиција? Кажете ми, постои неутрална позиција? Не.
За жигот на зверот исто така не постои неутрална позиција. Не може да постои неутрална позиција. Елена Вајд вели, кој ќе дојде, ќе се покаже, ќе се види, ќе се знае што е жигот на зверот. Како ќе се знае? Како тоа ќе се знае? Па ќе се знае затоа што она што ќе се случува, она што ќе гледаме дека се случува во светот, сосем ќе одговара на библиските пророштва во врска со жигот. Да се подсетиме уште еднаш на тоа пророштво. Значи, вториот звер Откровение 13 глава, 16 стих и 17. И ќе направи на сите, мали и големи, богати и сиромаси, слободни и робови, да им се стави жиг на десната рака или на челата нивни. Сега не сум видел вакцина во чело да се става. Сте видели вакцина во чело да се става? Значи, тука гледаме еден прв знак дека самата вакцина не е жигот на зверот. Но предупредувам, ако вакцината не е жигот на зверот, тоа не значи дека можеме безбедно да ја примиме. Како што рековме минатата сабота, и јадење свинско не е жигот на зверот, но тоа не значи дека е безбедно да се налапаме пача. Колку е да е одвратно тоа нешто, ја не знам како е можно да постојат луѓе што го јадат. Или кога кинезите јадат мачки, кучиња, змии, гуштери и така натаму. Сепак тоа не е жигот на зверот. Но оди јади го ако не е жигот на зверот. По паметот на Лома Линда. Демек, вакцината нема да влезе во јадрото на клетката и затоа нема да ја промени нашата ДНК. И затоа шо е безбедно е да си ја примите вакцината. Не е безбедно. Се работи за генетска модификација на човечкиот организам. Се работи за последниот греф. 17 стих. Та никој да не може ни да купува, ниту да продава, освен оние што го имаат тој жиг, или името на зверот, или бројот на неговото име. Дали од она што досега се случуваше во светот, од почетокот на пандемијата до ден денес, кога слава на Бога Господ го користи и сето ова што е ненормално во оваа земја, слава на Бога што на оваа земја нема да им даваат ГМО вакцини до март 2021 година. А до тогаш може се да се случи. И Европска унија да се распадне, и Трета светска војна не да почне, туку да заврши. И НАТО пактот да се распадне. И во еден ден да погинат сите овие министри на ковидот, производители на вакцините и нивни пропагатори во било која земја од светот. Рековме, технологијата, дали преку овие вакцини или преку нешто друго во иднина, технологијата за контрола на целиот човечки род, до степен на укинување на готовите пари, тоа ќе биде последниот знак. Дали преку самите вакцини или преку нешто друго во иднина, може би вештачката интелигенција или најавуваниот микрочип, другиот технофашист, колегата на лудиот Били, Илон Маск, или Илон Маската, го најавува така наречениот Невралинк или чипот што треба да се може да се вгради во подножието на мозокот, практично во делот од черепот кој што е најблиску до мозокот.
и на тој начин човечкиот мозок да биде поврзан со вештачката интелигенција. Истиот Илон Маск, кога србите го нарекуваат технофашист, истиот Илон Маск рече дека нема да ги прими вакцините на лудиот Били, со други зборови, како да е некоја меѓусебна конкуренција, се тркаат двајцава лудаци, кој подобро ќе му послужи на антихристот. Значи, немој со вакциниве, дај со мојава технологија, со микрочипот, и јас да ги заработам тие пари. Но, било вака, било онака, било со Трамп, било со Бајден, зверот си ја тера својата агенда. А будалите завземаат страна дали ќе гласаме за овој или за овој. По тоа се гледа исто така. По ова се гледа колку е потребно човек да биде просветлен со Библијата. Дали забележавте, бидејќи Малкумина забележаа, дека додека мнозина, дури и мнозина верници, забележав и мнозина адвентисти, еден куп срби и некои грци завземаат став да се бориме за Трамп. Трамп е кобајаги представникот на библиските, на христијанските вредности. Трамп е кобајаги противникот на новиот светски поредок. Трамп е кобајаги шампионот кој што е на Христова страна против овие кои што се глобалистиви, кои што се на страната на антихристот. Додека луѓето околу тоа се пречкаат, ретко кој забележува дека токму во времето на Трамп и токму во времето на последниот месец во Соединетите Американски држави се спроведува, значи од страна на владата на Трамп се спроведува, не од Бајден, се спроведува Warp Speed проектот за вакцинирање на сите американци со ГМО вакцините. Еден ист звер, еден ист антихрист, еден ист ѓавол ги контролира и едните и другите. Како што нашиве марионети овдека се контролирани од една иста власт, од госпоѓа Барнс на калето, која што е жена, но има поголема машкост во неја и од едниот и од другиот кловн на македонската политика. Досега не го видовме ова. Укинување на готовите пари, за никој да не може ниту да купува, ниту да продава, освен тие што го имаат жигот. Со која технологија ќе се спроведе ова, останува да видиме. Ние се молиме Господ сосем да ги униште нивните планови и да ни даде уште неколку години милост и време за подготовка за последната голема криза, но како што реков и минатите 2 саботи, ако не ги уништи и ако дозволи оваа пандемија да биде вовед во последната голема криза, тогаш нека му е фала и слава, јас се радувам што мојата молитва од почетокот на минатата година, првата сабота, да даде Господ оваа деценија да биде последната и светот да заврши најдоцна до 31-та година. И брат Зоран посака, не до тогаш, да заврши уште 21 година, ако може. И што се случи, браќа и сестри? Што направи Господ како одговор на тие наши молитви? Што направи Господ во текот на 2020 година за сега, 31-та да изгледа многу далеку, а крајот и Христовото доаѓање да изгледаат многу блиску. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за твојата голема милост и долготрпеливост, што живејќи во овие тешки последни денови, денови на многу искушенија, денови на многу неморал, и тоа не зборуваме за светот, туку во самото христијанство и во самиот адвентизам, конечно. Во овие денови на големи грижи, таги, разочарувања, обесхрабрувања, од кои мнозина и заради кои мнозина се откажаа од верата.
Господи, ние сме се уште живи и здрави. И Ти си се уште трпелив кон нас. И се уште живееме во време на милост. Во време на слобода. Време во кој што се уште можеме да ги набавиме нашите неопходни средства, нашата храна, вода. Свесни дека сето тоа може било кога наскоро да го загубиме, да секне. И тоа да го немаме. Ни го даде искуството од 2,5 месеци изминатава година, да не можеме ни в црква да имаме богослужение. Иако ги имавме на интернет и благодарение на таа технологија се одржувавме како црква. Господи, Ти благодарам што не тренираш за она што предстои, бидејќи предстојат поголеми искушенија. Те молиме, прости ни ги нашите гревови, ојачај го секој ден од нас, охрабри не со Словото Твое, со силата Твоја, да бидеме подготвени за идните искушенија, за поголемите испити и проби. Те молиме најмногу за нашите болни, те молиме за сестра Мимица, те молиме за сестра Катица, за брат Стојан, сестра Стевка и сите оние на кои што им е потребна посебна благодат во овие денови. Биди со нив и со нас во текот на оваа нова седмица, а за тоа Те благодариме во Христово име. Амин.